Извештајот на Народниот правобранител од 2022 година покажува дека втора година поред опаѓа бројот на административците во земјава и тој е намален за речиси 3800 лица. Од друга страна, според овој извештај во 2022 година имало помалку вработени македонци. Во 2022 година постои намалување на бројот на вработени лица и на збирно ниво тој е намален за 3722 лица во споредба со минатата година. Во однос на минатата година, оваа година на збирно ниво забележано е намалување на бројот на вработени кај мнозинската заедница и тоа за 0,9%. Кај албанската заедница забележано е зголемен број на вработени во јавниот сектор и тоа за 0,8%, изјави народниот правобранител Насер Зибери. Народниот правобранител објасни дека дел од институциите кога распишуваат огласи за вработување во нив наведуваат од која етничка припадност треба да биде примениот кандидат, ама при реализацијата на огласите не го почитуваат начелото на правична застапеност и покрај препораките на народниот правобранител. Во однос пак на половата застапеност, извештајот нотира мал напредок помеѓу мажите и жените. Сепак Зибери порачува да не се злоупотребува балансерот при вработувањата во јавниот сектор. Сите надлежни субјекти да воспостават систем на квалитетно спроведување и вработување со јасни и прецизни правила, кои нема да дозволат злоупотреба при користење на балансерот за воспоставување на годишните планови за вработување во јавниот сектор, изјави народниот правобранител Зибери. Во однос на избрани и именувани лица, застапеноста на жените во институциите изнесува 846, додека застапеноста на машкиот пол е 1117. Соодносот меѓу жените и мажите кај раководните работни места во институциите изнесува 48% жени, додека застапеноста на машкиот пол изнесува 52%. И покрај оваа констатирана состојба, заклучокот на извештајот е дека е помал бројот на вработени жени во однос на мажите, а нивниот број е помал и на раководни работни места.